Благодарам, почитувана председателке. Најпрво да искажам благодарност до предлагачот на амандманот господинот Бочварски, што ја препознава и признава зголемената динамика во изградба на патиштата, па поднесува амандмани за дополнителни средства, што е добро. Она што може да се каже сега, после 2 години власт на ВМРО ДПМН и коалицијата е дека со засилено темпо се гради подеднакво во сите региони во Република Македонија. И да истакнување дека најпрвин се изградија и пуштија во употреба експресните патишта Градско Фариш и Страцин Крива Паланка, кои се многу значајни сообраќајни артерии за тие општини. Со многу засилено темпо, што и вие го потврдивте, господине Бочварски, се изведуваат градежните работи на веќе започнатите автопатишта кои што се дел од коридорите 8 и 10Д, Тетово Гостивар, Гостивар Букојчани и Прилеп Битола, зашто и на терен е видлив многу поголем напредок и тоа го гледаат граѓаните секојдневно. Се решија наследените проблеми на автопатот Кичево-Охрид, како што се слечиштата на косините со така наречени галерии и интензивно се работи зашто поскоро негово завршување. Верувам знаете дека се потпиша договор за финансирање и избрани се консултати изведувач и следниот месец започнува изградба на автопатот Скопје-Блаце, оној автопат кој што го имате во секој буџет дека бевте на власта, никако да го започнете, со кој што автопат Македонија ќе се поврзе со Косово и со пристаништата во Црна Гора и во Албанија. Започнаа подготовките и за дополнително експресните патишта Кочани, Виница, Делчево, Струмица, Радовиш и Куманово, односно Романовце, Страцин, кој што ќе биде дел и со ЕУ средства, делот на планот за раст. Проекти кои што долги години вие ги најавувавте и како министер и како влада, меѓутоа еве сега започнуваме со нивна реализација. И она што на крај ќе го кажам за граѓаните е дека додека некои само се сликаа со маички со бројката на коридорите, владата на ВМРО ДПМН со забрзано темпо гради патишта, автопатишта, експресни патишта во сите делови на државата. Ви благодарам.